вашата партија влезе во идната влада, што ќе биде приоритет во првите 100 дена? Прво, заборавија многу политичари. Центарот за економски анализи и еден сет на невладени организации работеше на така наречен блупринт, каде што се назначени сијасет закони кои што во итно време треба да бидат сменети во првите 6 месеци. Нормално тука спаѓа да речеме продолжувањето на мандатот на специјалното јавно обвинителство. Значи да се разбереме, овие 18 месеци срамно договорени, како што кажа Ван Хауте, меѓу Груевски и Заев за 15 минути во пауза, мора да се промени. СЈО мора да има продолжен мандат, затоа што овде се прашање на 10, ајде да не претерам 10, ама 8, 7 или 5 годишна злоупотреба, која и како влијаела на денешното општество и која и како влијаела на денешната ситуација. Мора да се направи проценка, прво да се дојде до вистински бројки за на администрацијата. Најавуваме дека администрацијата ќе мора да биде редуцирана. Но бидејќи не веруваме на статистиката на ВМРО ДПМН и на нивните бројки, мораме да ги видиме прво. На вистина какви се. И во вториот дел го кажуваме администрација на отворени избори. Дел од јавните овластувања ќе бидат пренесени на приватни ентитети, од администрација луѓето ќе преминуваат во тие приватни ентитети. Кајатно кришта зашто државата да ја плаќате скапа услуга на државата, кога можете поевтина услуга да платите кај приватен ентитет. Битно е да ви се заврши работата. Господин Величковски, што се приоритетите на економски план? Водиме на рационална даночна политика. Значи за нас рамниот данок не е проблем. Не е проблем прибирањето, висината на зафатот, туку употребата на прибраните средства. Кажуваме, за нас 2,9 милиарди евра е доволен буџет во сегашни економски перформанси и бруто домашен производ за 4 години да се намали буџетот на таа сума, а не на 3,4 милиарди евра. 500 милиони евра сакаме да пуштиме во стопанството и кај граѓаните со помали зафаќање од страна на државата. Ослободувањето на бизнисот, малиот и средниот особено, тој генерира 70% од работувањето во Македонија. Тоа е предприемништвото во Македонија. Тоа е поттикот и држењето на предприемништвото како врвна вредност во економијата. 28.000 семејства се изложени на банкрот заради долгови кон банките. Имаме проект за солидарен концепт, тој го ставаме на увид на јавност, каде што државата ќе го гарантира долгот, каде што ќе се изврши репрограм на настанатите долгови, за да можат луѓето да излезат од долгот, каматата на каматата, извршителите, со еден грејс период луѓето ќе може да испливаат со сопствена работа, а во исто време нема да ја губат ни домовите, ни покуќнината, ни ништо. Целта на ВМРО ДПМН во изминатите 10 години беше низ осиромашување да се внесат луѓето во пранги, а во пранги потоа ќе гласаат како сакате вие, а не како што тие сакаат. Тој затворен круг мораме да го скршиме. Даночна амнестија, рековме, да бидам прецизен како е дефиницијата, ја ставаме на увид и на расправа идејата. И на крај, веројатно, ќе имаме потреба, оние пари кои што се изнесувани за време на транзицијата и кои што стојат по странски банки. А Бога ми, слушнавме дека и сега имало убави шеми кои што се движеле надвор. Тие пари мора да се вратат назад. Немате потреба од кредити, немате потреба од помошти, кои ќе ги вратите тие по некои процени 4, по некои процени 5 милиарди, по некои процени 3 и 30 милиарди евра се еден годишен буџет. Со еден годишен буџет вие можете да ја санирате државата. Мене не ми е целта јас или либералната партија или вие или било кој да се свети. Не, напротив. Ние треба да овозможиме институционално тоа што е направено и што не можеме да го вратиме назад, да го санираме. Парите да се вратат кај луѓето. Така ќе овозможиме и социјалните програми кои што ги планираме да бидат остварени. А тие се многу битни. Дали членството во Европската Унија се уште е опција за Македонија и зошто? Зошто луѓето емигрираат во Европска Унија, а не емигрираат во Казахстан, например? Заради стандардите. Заради тоа што барат средена држава. Тоа е оно што ние го нудиме сега. Затоа што сакаат стабилност да ги гледаат своите деца како растат во нормално општество. Општество со модерни вредности. Дали е барок или е стакло, никога можеме да зборуваме кога ќе завршиме со ова интервју. Не зборуваме за естетика, зборуваме за суштина. И па наместо да емигрираат во Европска Унија, ние сакаме Македонија да ја внесеме во Европска Унија, па и во Скопје, Велес, Гевгелија, Струга, не знам каде, ќе си живеат во Европска Македонија. Втора прашање. Зошто ние мислиме дека на еден предизвик Европската Унија веднаш ќе се направи дисторзија и слично? Немајте ве молам, па такви проекти не се настанати и ако зборуваме не се настанати случајно, и ако зборуваме реално.
Европската унија до сега има 16 договори во кои ги моделирала и ги надменувала сите сегашни кризи врз основа на консензус. Тоа што ние во Македонија политиката доживуваме како само директно како удар меѓу рогови, тоа е наш проблем. Какви односи очекувате и посакувате со Соединетите Американски држави? Стратешкото партнерство со Соединетите Американски држави, определбата, ако сакате, и за членство во Европската унија, е потврдата и целта на либералната партија западната ориентација во Македонија да не биде доведена во прашање. Соединетите Американски држави нема да ја менуваат својата политика туку така заради еден или заради друг политички лидер. И не да не забораваме, она што Македонија го презела како обврска, што си го дефинирала из избори, низ изјави на политичари како приоритет, е системска одлука. Јас немам право, а најмалку имам желба, да го менувам правецот на кој што нашиот брод тргнал. А да не заборавиме, ако нашиот брод е едно чамче, сепак Соединетите Американски држави се нешто повеќе од тоа, јас би рекол едно танкер или крузер.